И покрај тоа што власта најави доработка, опозицијската СДСМ не се откажува од блокада на Законот за Скопје, Европска престолнина на културата 2028 година на есен. Како што објави на брифинг лидерот Филипче, законот е скандалозен и представува обид да се заобиколат правилата за јавни набавки. Ваков закон не сме да помине. Ќе ги преземеме сите демократски механизми да го блокираме законот ако е во иста форма, коментираше Филипче. Премиерот Мицкоски пак вели дека има многу дезинформации за законот и дека тој само го регулира тоа што е добиено како европска насока за ваква манифестација. Вели дека иако номинацијата е од пред 10 години, досега ништо не е направено од предходните влади и градоначалници. Не е ова ништо поразлично од тоа што било во Хелсинки, да речем. Станува збор за така наречена книга или битбук, која што е добиена уште од пред 5-6 години, во која што се дефинирани приоритетите од порано, наследени од оваа влада и од овој градоначалник, за настани кои што треба да се случат 50 дена во годината следната, 27 година, и секој ден во годината, 28 година, а во 29 година тоа треба да прерасне тогаш во јавно предпријатие кое што ќе има директор и така натаму и така натаму. Малку ќе задоцниме, за жал, со некои од подготовките, како влада, бидејќи веќе 10 години се доцни од претходната влада и од претходните градоначалници, но ќе се обидеме тоа темпо да го задржиме до крајот на годината и да влеземе во процес во кој што се ќе биде навремено испорачено, а Скопје ќе биде Европска престолнина на културата 2028. Веднаш откако влезе во собраниска процедура, законот за проектот што треба да го стави Скопје на европската културна мапа стана спорен за антикорупционерите и граѓанските организации. Тие најмногу забележуваа на тоа дека се формира фондација која нема да има обврска да го применува законот за јавни набавки. Проектот се проценува на над 20 милиони евра. Над 95% од тие средства се јавни пари од буџетот на владата, градот Скопје и скопските општини. За директор на проектот е назначен Маријан Цветковски, досегашен директор на МРТ. По реакциите на опозицијата и антикорупционерите, законот беше повлечен од седница, но остана во собраниска процедура. Мицкоски сега најавува дека следува јавна дебата и доработка на законот со цел да не остане никаков сомнеш во јавноста. Според најавите на собранискиот спикер Гаши пак, веќе е постигната согласност тој да биде донесен со бадентер, што беше клучна забелешка на албанската опозиција. Но освен за овој закон, опозицијската СДСМ има реакции воопшто за работата на парламентот. Филипче најавува интерпелации во септември за спикерот Гаши и за министерот Стојковиќ поради инцидентот на седницата за реконструкција на владата. Пратеничката група на СДСМ ќе даде поддршка и на иницијативата на ДУИ за анкетна комисија за овие настани. Катерина Нешкова, Сител телевизија.